Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Општинскиот кризен штаб на Кочани одржа седница на која се разгледуваше состојбата со коронавирусот на локално ниво. При тоа беа предложени конкретни мерки и побарани санкции за неодговорните граѓани. Откако беа утврдени 9 нови случаи кои се позитивни на коронавирусот, Општинскиот кризен штаб одржа седница со единствена точка на дневниот ред, разгледување на состојбата и преземање мерки за спречување на ширењето и заштита од заразата, што ја предизвикува новиот вирус. Директорот на Центарот за јавно здравје, Гоце Серафимов, соопшти дека со скринингот биле опфатени 329 лица, кои се вработени во градинките во Кочани, Чешиново Блешево, Зрновци, Виница, Берово, Делчево, Пекчево и Македонска Каменица. 9 позитивни од Кочани се од различни објекти на Кочанската градинка. Досега Центарот за јавно здравје направил анализи на вкупно 753 брисеви. Не само фамилиите на сите овие 9 луѓе кои што се откриени, не знам со колку тестови располагаат Центарот за јавно здравје, меѓутоа сметам дека епидемиолошките анкети ќе дадат добар увид кои сите што биле во контакт со сите овие луѓе да бидат тестирани. Имам сознание информација дека пошто нема доволно тестови, некои од пациентите веќе одат на своја рака да се тестират на природно. Сметам дека ако е направено веќе скрининг, да не дојдеме во ситуација да ствараме паника кај одредени луѓе и во најможен брз рок, епидемиолошките анкети ќе кажат кои по приоритет треба да бидат тестирани барем во текот на оваа недела. Немаме ограничување за тестови. Имаме за сите и повеќето. Значи, тестовите ги правиме на основа на епидемиолошка анкета, на основа на епидемиолог кој утврдува кои врски се врзани со некој. Не на основа на моја желба сакам да се тестирам. Ако сака да се тестира, има привод. Од друга страна, тоа е направено со причина, бидејќи ние треба да ги утврдиме врските со кои се и да утврдиме точните луѓе кои во принцип може да рашират болест. Затоа имаме стручни лица, Центарот за јавно здравје има 4 епидемиолога кои за сега и во иднина си вршат идеално работа. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев рече дека токму поради присуството на вирусот неопходна е одговорност и поголема ажурност на инспекцијските и другите надлежни служби. Противпожарната единица во овој момент ќе врши комплетна дезинфекција најпрво на градинката, се што треба, значи ќе бидат направени сите клонови, ќе бидат дезинфицирани. Едната од работи што ја договоривме веќе во тека реализација и втората работа што ја договоривме е со јавното комунално предпријатие, не знам дали директорот е тука, еве го таму. Андреј, значи се договоривме вчера, а веќе денеска гледам тече акцијата за миење на улиците, дезинфекција на улиците и сето она што ни стои на располагање како локална самоуправа, ние ќе го преземеме се со цел навистина да преземеме додатни мерки и да спречиме понатамошно ширење на оваа зараза. Началникот на одделението за внатрешни работи во контекст на состојбата најави дека полицијата во наредниот период почесто ќе биде на терен. Во наредниот период ние како полиција ќе бидеме повеќе присутни на терено и се повеќе ќе се изрекуваат глоби во смисла на тоа да граѓаните кои не ги почитуваат овие мерки и препораки од страна и на владата и на Светската здравствена организација и на Комисијата за заразни болести. Тоа вие се окажавте, носење на заштитна маска на лицето или шал, тоа е одржување на минимално расстојание од 1,5 до 2 метра, тоа е да не се групират луѓето повеќе од двајца во групи и така натаму. Исто така, во наредниот период, од наша страна, во соодейство со Државната пазарна инспекција, ќе бидат преземани контроли и по протоколот за отварање и работа на гостителските објекти. Екипи од комуналното предпријатие Водовод и од територијалната противпожарна единица ќе ги дезинфицираат улиците и местата за одлагање на отпад, како и градинките, училиштата и другите јавни објекти. Матичните лекари предложија, а кризниот штаб донесе заклучок директорите на училиштата ригорозно да ги спроведуваат мерките за заштита, а состаноците да се држат на отворено. Детските и повеќе наменските игралишта не се пуштени во употреба и треба да се почитува таа забрана. Користењето на јавните површини е на ризик на родителите и на децата, а непочитувањето на мерките за заштита е казниво. Кризниот штаб упати апел до сите превозници, таксистите и патниците најодговорно да ги применуваат мерките за заштита од заразниот вирус.
Градоначалникот Илиев истакна дека само со одговорно однесување ќе може да се спречи ширењето на вирусот и повика сите да се придржуваат кон мерките за заштита. Пресконференција одржа Општинската организација на СДСМ од Виница. На неја градоначалникот Ивица Димитров рече дека и во услови на криза поради епидемијата од COVID-19, сепак Општината инвестира во изградба на инфраструктурни објекти. Капиталните инвестиции продолжуваат. Градиме инфраструктура за сите во вонредни околности. Кризата предизвикана со пандемијата со корона не ги попречи капиталните инвестиции. Спротивно на тоа, капиталните проекти продолжија со изведба и тоа со забрзана динамика. Градиме инфраструктура за сите во вонредни околности, почитувајќи ги мерките за заштита. Кризата со коронавирус ни даде можност да видиме од колкаво значење инфраструктурата и јавниот сервис и дека човечките судбини зависат од практичната примена на инфраструктурата. Сите мораме да внимаваме. Со почитување на мерките за заштита на работниците, капиталните инвестиции во инфраструктурата да не запираат, да се реализираат и интензивираат. Градиме современа инфраструктура за современа економија. Наследивме руинирана држава во која расипнички се трошат пари за споменици, додека патиштата, болниците, градинките и училиштата ни се распаѓаа. Наследивме хаос во неплански и недомакински планови за патишта. Наследивме фрлени пари на граѓаните во дупки без дно. Ние имаме спротивен пристап, европски пристап. Инвестираме во најнеопходните работи за современа држава, инфраструктурата. Инвестираме во зелената инфраструктура и ги менуваме застарените и дотраени објекти со нови кои возможуваат подобри перформанси. Градиме за да ни се развиваат и нашите села. Ги развиваме спортските капацитети за да возможиме простор за нови навики на нашите граѓани. Се градат низа на нови спортски сали, рамноправно распоредени низ целата наша држава. На предпоследниот ден од учебната година наставниот кадар ги прави последните подготовки и оценување на учениците. И покрај неколкумесечната онлайн настава, сепак учебната година ќе заврши успешно, оценуваат одговорните во училишните установи. Свидетелства на 15 јуни ќе добијат само 9 оделенците. На 10 јуни завршува учебната 2019-2020 година. И покрај неколкумесечната онлайн настава поради состојбата со коронавирусот, сепак основните и средните училишта успешно ја заокружуваат оваа учебна година. Оценките се веќе утврдени, а наставничките совети се закажани за четврток со цел за окружување на сите активности поврзани со оценувањето. Паралелно се одвиваат и уписите на првачињата. Утре, 10 јуни, наставата завршува, сите ученици се оценети, инаку утре во 9 часот одржуваме оделенски совет со наставниците од оделенска настава, а во 12 часот имаме оделенски совет со наставниците од предметна настава. На 11 јуни, односно во четврток, во 9 часот ќе имаме наставнички совет каде што ќе биде утврден успехот на учениците и сите други пропратни работи кои едноставно се случуваат при завршувањето на учебната година, значи избор на ученик на генерацијата, ќе бидат доделени пригодни награди на тие ученици, ќе има пофалени ученици и така натаму. Инаку можам да спомнам и една друга работа дека оваа недела во тек беа уписите на првачињата во нашето училиште. Според списокот кој го добивме од надлежните служби, во нашето училиште треба да се запишат 89 првачиња. До сега, додека траеше уписот, имаме веќе запишано околу 40-тина, значи половина од тие ученици се јавија, голем број не се јавија на уписот, најверојатно поради ситуацијата, а се надеваме дека во наредните денови, па и понатаму, нели, оние кои треба да бидат запишани во нашето училиште ќе се запишат. Инаку како информација, мислам дека е важно да знаат особено деветоделенците дека свидетелствата за деветите оделенија ќе бидат давани во понеделникот, нормално прибидејќи од вторникот 16 јуни почнуваат уписите во средните училишта. Во однос на сликањето за табло за деветоделенците, постапката за избор на студио е завршена. Се чека одобрение од надлежните во општината и Министерството за образование. Целата процедура околу изборот на
студио кое ќе изврши таа работа е завршено. Чекаме едноставно одобрение од градоначалникот и од министерствата, значи едноставно да ни дозволат тоа да го направиме. Најверојатно тоа ќе се случи во текот на наредната недела, учениците ќе бидат информирани и тоа ќе го организираме нормално да нема некои гужви, ќе се направи распоред на учениците кои ќе одат во точно одреден временски период. Ќе се почитуваат мерките за безбедност, носење маска, држење дистанца и така натаму. Давидков додаде дека искрено се надева дека здравствената криза со коронавирусот ќе заврши и од септември учениците ќе се вратат на настава. Прва награда за хаику поезија и за животно дело освои поетесата Милица Трпевска од Кочани на две интернационални манифестации што се одржаа онлайн – Литератопија и Планетопија 2020. Прво место за хаику поезија освои поетесата Милица Трпевска од Кочани на интернационалната литературна манифестација Литератопија 2020, што во организација на поетесата Милица Паулус се одржува секоја година, а овој пат поради состојбата со коронавирусот се одржа онлайн. Меѓу другото, Трпевска освои награда со диплома за животно дело. Највредна награда досега што сум добила од меѓународна манифестација Литератопија и уметност и култура. Литература, уметност и култура, Планетопија 2020 година во организација на Милица Паулус од Германија. Тоа е за животно дело. Втората награда и таа ми е многу драга и прво место освоено на интернационална литературна манифестација Литератопија 2020 година за освоена прва награда за хаику поезија. За животно дело имам испратено последната, мислам сите збирки мои што сум ги издавала досега и со неа имам добиено награда животно дело за моите збирки издадени досега. А за освоено прво место, прва награда за хаику поезија на Литератопија 2020 година за хаику поезија. Значи, тоа е еден вид на хаику, тоа е јапонска поезија. Со онлайн, праќавме на онлайн, бидејќи имаше пандемија и ние моравме така да учествуваме со тоа и благодариме многу за наградите на Милица Паулус. Таа е многу вредна и ги вреднува нашите трудови досега и сме благодарни на неа и секогаш кога не собира, ние одеме дури до Охрид, Штип, Скопје, учествуваме во сите незини манифестации. Сега следува нов конкурс за Охридијада и треба да испратиме исто песни за Охрид. Значи со тема Охрид. Хаику е вид јапонска поема која обично ја опишува природата и исто така содржи мощна емотивна перспектива. Хаикуто и неговите творци се свртени кон ситните, обичните, речиси беззначајни нешта. И тоа најчесто нешта кои се дел од природата, незините феномени и процеси, објаснува Трпевска. Таа додаде дека, како и досега, и понатаму ќе продолжи со учество на литературни конкурси, кои во оваа воредна состојба се позачестени и актуелни. Следува информацијата од спортот. Додека трае кризната состојба со епидемијата од COVID-19, без активности се и спортистите и спортските екипи во општина Кочани. Откажан е детскиот фудбалски турнир Оризарски куп, а во текот на наредните 3 месеци ќе паузираат и членовите на џудо клубот Гладиатор. Епидемијата од коронавирусот ги одложи активностите на спортските клубови, но и настаните што беа дел од редовниот календар на спортски случувања во општина Кочани. Според информацијата од фудбалската школа Младост Тошев, која е организатор на детскиот фудбалски турнир Оризарски куп, годинава ова надпреварување воопшто нема да се одржи. Иако турнирот беше традиционален и се организираше во првата недела од јуни, сепак, следејќи ги препораките за заштита од коронавирусот, екипите кои досега беа учеснички се известени дека Оризарски куп е откажан.
Со тоа, еден од најмасовните детски фудбалски турнири кај нас, на кој учествуваа по 50 на екипи со над 700 млади фудбалери, по прв пат од своето постоење е принуден да паузира. Слично како за фудбалските екипи е и за джудистите. Од джудот клубот Гладиатор од Кочани испратија писмено известување во кое ги информираат своите членови дека ќе ги следат насоките добиени од Светската джудо федерација, односно дека со активности ќе се продолжи од месец септември. Одговорните во Кочанскиот джудо клуб паралелно ги следат и известувањата од Институтот за јавно здравје и оценуваат дека е апсурдно враќањето во спортските објекти во скоро време. Тоа значи дека полугодишната сезона за 2020 година се смета за завршена, а на членовите од клубот им препорачуваат да ги следат мерките за заштита од коронавирусот, за да можат повторно да се соберат со почетокот на новата учебна година на 1 септември. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.